Другарче, Мики Ли, братът на Чак Норис, Да. и на Брусли, и на Брусли. Какво? Сега е четвърти дел на интервюто. Всеко недела, нали, правим по едно. И сега имам едно слободно прашање. Да си кажеш все што ти леже на душата, значи ништо не те приде. Али па да гледаш тоа да биде на некој хумористичен, позитивен начин, али искрено и истина. Душата што ти збори, тоа. Оставам те слободно. Немам време, ниту временска димензија и простор за тоа што сакам да го кажам. Има една работа која не ми дава мир никогаш. Тоа е екстремната нечувствителност, несериозност, не однесување во цивилизирани демократски граници на моите сограѓани, граѓаните на општина Штип. Јасно е дека зборувам и ќе потенцирам, а ќе бидам и категоричен, дека се работи за мојот скандалозен и шокантен, недефиниран, стамбен и социјален статус обштествен во Република Македонија. Ако веќе граѓаните на општина Штип имат барем делумно некој од нив високо мислење за мојата интелигенција, тогаш треба да е кристално јасно, како сега што јас се посматрам месечината со моите очи, дека граѓанин, индивидуа, значи обичен човек како мене, не би требало да се наоѓа ваква состојба. Никој никогаш до сега не се потрудил да ги открие вистинските причини за мојот изглед надворешен и мојот статус, што ми дава за право јас основано да си дадам висок приоритет на самиот себе си и да си донесам генерално земано интелектуална констатација. Која е вистинската причина за мојот скандалозен статус во Република Македонија, бидејќи тука сум во Штип, екзистирам во Штип, таа нивна екстремна несериозност и непокажување милост од своите срца, непокажување милосрдие и љубов кон својот ближен, зашто и запишано е во Светото Евангелие, вика сакај го својот ближен како себе си. Значи, пред Бога сме сите исти, тоа значи дека можеме да си помогнеме еден на друг ако сакаме. Значи, ако го слушнеме гласот на срцето. Многу пати сум рекол во некој мој интервју дека не секогаш е доволно да се слушне гласот на човечкиот разум и ум, бидејќи човечкиот разум и ум може да биде во одредени временски димензии загаден, затровен, замаглен и пригушен. Значи, со токсични материи, отрови, тоа е злоба, љубомора, алчност, недостаток на природна љубов, користолюбие и невера исто. Тоа е најсилниот отров кај нас луѓето, ако ние забораваме на Бога. Значи, од друга страна ме интересира, јас самиот си поставувам некое недефикувано прашање за мене, иако се сметам за граѓанин кој има одредено високо поле на висока интелигенција, но никако не можам да си дадам одговор на ова прашање, зошто за цело време граѓаните на општина Штип, имајќи го предвид мојот статус и мојата сериозна ситуација, не се енергично активирале да ми помогнат на некој начин. Знаете, почнувајќи од локална самоуправа, градоначалник и сите натаму, на некој начин јас се чувствувам и сега овај момент додека го давам ова ексклузивно интервју на мојот другар Шопет, се чувствувам осварлен од општеството и од граѓаните на Штип, значи како јас да не представувам ништо на овај свет. До некаде јас и помирив со судбината дека и навистина е точно тоа дека јас сум зрнце песок у пустината, но и сите сме ние пред Бога исти. Од друга страна, сакам да укажам нешто на многу важно на граѓаните на општина Штип, дека нивниот начин, однос на размислувањето за мене, значи и тоа значи дека граѓаните на општина Штип имат формирано многу примитивно размислување за мене како граѓанин и дека тај пат е многу погрешен. Суштината на сето ова јас да ги покажам дека многу грешат, дека не сум ја тоа што они гледат со своите очи, дека јас навистина имам
исклучително високо поле на интелигенција и разум во себе, но не е моја вина дефинитивно да ја дадам одговор на сите нивни полемики и прашања и сето тоа што ги интересира, дека не по моја вина јас се наоѓам во ваква состојба. Не многу оддавно мојот свет беше многу чиста енергија, но благодарение на луѓето, имаше одредени луѓе околу мене кои го уништија мојот свет, екзистираше со некои луѓе што беа надвор од границите на здрав разум и никој никогаш не се потрудил да ги открие вистинските причини овај град за сета оваа ситуација во која јас се наоѓам. Знаат само да ме бомбардират со нивниот примитивизам и ароганција, дека јас сум виновен за мојот статус и сето тоа они што го размислуват. На крајот ќе кажам дека се далеко од секоја вистина. Ние е потребно критичко преиспитување на нивните мозоци. Прво нека се потрудат да откријат вистинската причина зашто сум ја со овај изглед и зашто сум ја надвор со недефиниран стамбен статус, а не е правилно ја да бидам надвор. Значи, некој треба да ја преземе одговорноста за мене. Од друга страна не гледам, многу малку гледам, што ми создава горчина на душата, многу малку гледам милост во човечките срца. Тоа се несува на градот Штип и на граѓаните на општина Штип. Затоа би сакал денеска да апелирам да ги прочистат нивните срца од тие токсични отрови материи, значи токсини значи отрови во медицината, и да покажат повеќе разбирање за мојот статус и повеќе разбирање за мене како граѓанин, затоа што јас сум сигурен дека ќе научам многу работи од мене, а може би јас ќе научам нешто од нив, но суштината на сето ово е ние на вистина да покажеме милост во нашите срца. Ако немаме ние милост во нашите срца, тогаш немаме ништо на овај свет. Нашите души ќе бидат прогонети и празни. И, значи, како што е рекол еден од руските светители, дека тој што ќе научи да простува, ќе биде најголем победник на овај свет. Значи, само чисто срце и милостиво срце. И тој е основен услов Македонија да биде најсилна во целиот свет. Благодарам за... Јас само да додадам на ово, што сакаш, на мој начин да го кажем, што сакаш. Може, слободно. Ја мислам дека сакаш да кажеш дека на овај свет ја грел фале liberation, faith, purity, unconditional love. Екзактно. Тоа е тоа, нели, у суштина. Што се? И еден заеднички поздрав. Вау! Тоа е тоа. Истината. Истината боле. Која бегаме. Постојано боле истината. Тоа треба да го научи. Тоа е тоа. Тоа е. Ма здраво.